Почитувани слушатели, ви посакувам Божји благослов. Раѓањето на Исус е најголемиот настан кој се случи на нашата планета. Сакам со помош на Светиот Дух да ги слушнете зборовите, бидејќи денес ви се роди Спасител кој е Христос Господ. Можете да бидете благословени како овчарите, како мудреците, како Марија и Јосиф. Можете да бидете и осамени, оставени од децата, сиромашни, заборавени од пријателите, а сепак да имате среќен Божик и радост во срцето. Денес има големо лицемерство помеѓу луѓето. Тие го слават Божик, а не го познаваат Исус. Немаат место ни во срцата, ниту во домовите за Спасителот. Во Галатјаните 4 глава ни се вели: а кога се исполни времето, Бог го испрати својот син роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот, за да го примиме посинувањето. А кога се исполни времето, Бог го одреди векот, годината, часот, местото, луѓето, кога требаше Исус да се роди. Одреден беше и денот кога треба да биде распнат, да воскресне и да се вознесе. Толку прецизно работи нашиот Бог. Никој не може да ги оспори Божите планови. Се се исполнува по Неговата суверена волја. А во 6-тиот месец Бог го испрати ангелот Гаврил во галилејскиот град по име Назарет, при девица свршена за маж по име Јосиф од Давидовиот дом. А името на девицата беше Марија. И кога ангелот дојде при неа и рече: радувај се благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. Таа се уплаши од тој збор и размислуваше: каков поздрав ќе биде тоа? Тогаш ангелот ја рече: не бој се, Марија, зашто си нашла милост пред Бог, и ете ќе зачнеш и ќе родиш син, и ќе му го дадеш името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече Син на Севишниот Бог. И Господ Бог ќе му го даде престолот на неговиот татко Давид и ќе царува над Јакововиот дом довека, и неговото царство ќе нема крај. А Марија му рече на ангелот: како ќе биде тоа кога не знам за маж? Ангелот одговори и рече: Светиот Дух ќе дојде на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Затоа светото кое ќе биде родено од тебе ќе се нарече Божи син. Ова стои запишано во Евангелието според Лука 1 глава од 26 стих па натаму. Во овој дел од Библијата го гледаме воплотувањето на нашиот Господ Исус Христос. Бог можеше да го избере Ерусалим како место за раѓањето на Месијата, а не Назарет, односно Витлеем, или да избере некоја угледна ќерка на некој познат благородник за да се роди Исус. Но Бог тоа не го сакаше, туку тој ја избра Марија, сиромашна и непозната девојка. И така, Исусовото понижување почнува од самиот почеток. Ангелот вели: радувај се благодатна. Оваа порака не беше упатена само на Марија, туку на целиот свет. Зборот благодат значи наклонетост, нешто што не се заслужува или незаслужена Божја милост, а таа наклонетост Бог ја покажува кон целиот свет, кон мене и кон тебе, и кон сите. Апостол Павле во посланието до Тит 2 глава вели: бидејќи се покажа Божјата благодат која ги спасува сите луѓе. Божјата благодат ја избра Марија да биде инструмент преку која ќе се исполни Божјиот план. Бог ни дава неговиот мир. Ангелот ја рече: не бој се, Марија. Значи, немаме причина да се плашиме од светските настани, бидејќи Исус рече: предадена ми е сета власт на небото и на земјата. Објавувањето на чудното раѓање преку Светиот Дух.
Во Лука, 1 глава, 35 стих е запишено: Духот Свети ќе дојде на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Значи, вечниот Логос е зачнат во утробата на девојката Марија. Кога велам Логос, тоа значи збор. Не со посредство на човек, туку преку моќна операција на Светиот Дух, неприроден начин. Зачнатото во неа е комплетно свето дело. Но, да не заборавиме дека тоа е всушност објава на пророштвото дека Исус Христос ќе се раѓа во срцата на сите кои ќе поверуваат во Него и ќе се каат за своите гревови. Во Евангелието, 1 глава, 12 стих, вели: А на сите кои го примија, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ни од крв, ни од телесна поход, ниту од волјата на маж, туку од Бог. Она што ангелот го навести, Бог го исполни. Тој рече: Оти ниту еден збор од Бог нема да остане без сила. Оној кој се создаде преку својот збор од ништо и сето создание го одржува, нема за него нешто невозможно. Бог тоа го потврди. Нема срце кое е толку лошо кое не може да го омекне, да го промени. Нема толку црн грев кој тој не може да го опрости, ако го побараме со цело срце. Божјата благодат е доволна да стори се за нас и Бог направи се за нас, исполнувајќи го ветеното. Ако се потпреме на Исус, нашата вера ќе биде спокојна, зашто се потпираме на Божјата семоќност. Но од нас се очекува покорност и вера. Марија рече: Еве Господовата слугинка, нека ми биде според Твојот збор. Таа покажа голема вера. Дали имаме таква вера ние, без оглед на последиците, да ја вршиме Божјата волја секогаш? Друг настан во тие времења е опишен во Лука 2 глава. А во тој крај пастири ноќеваа под ведро небо, чувајќи го своето стадо. И одеднаш Господов ангел им пристапи и Господовата слава ги осветли, па се уплашија многу. Ангелот пак им рече: Не бојте се, зашто еве ви соопштува добра вест, голема радост која ќе биде за сите народи. Зашто денес ви се роди Спасител во Давидовиот град кој е Христос Господ. И ова ви е знак, ќе најдете младенче повиено како лежи во јасли. И одеднаш со ангелот се најде мноштво небесно воинство кое го фалеше Бог велејќи: Слава на Бог во висините и на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. А кога ангелите си отидоа од нив во небото, пастирите се зборуваа еден на друг: Тогаш да појдеме до Витлеем и да видиме што се случило таму за кое ни кажа Господ. И брзајќи дојдоа и го најдоа Марија, и ги најдоа Марија, Јосиф и детето како лежи во јаслите. А штом видоа, кажаа се што им беше речено за детето. И сите кои чуја се восхитуваа на тоа што пастирите им го рекоа. А Марија ги помнеше сите овие зборови и размислуваше за нив во своето срце. Дали некојаш сме размислувале зошто Бог ги избра првин пастирите, за да им се објави? Пастирите беа презрени од религиозните водачи во тоа време. Поради природата на својата работа, тие не беа во можност да ги одржуваат обредите во целост, затоа што нивната работа околу овците им одземаше многу време. Но и покрај се, Бог ги избра нив токму поради нивната работа со овците. Знаеме дека во храмот секое утро и приквечер се принесуваше жртва по едно јагне, без недостаток, за да осигурат доволно јагниња, властите своите стада ги чуваа околу Витлеем. Колку е драгоцено кога знаеме дека овие луѓе први ќе ја слушнат веста за јагнето Божјо, која ќе ги зема гревовите на светот врз себе. Пастирите ги проверија фактите за она што им го рекоа ангелите. Рекоа:
Ajde da pojdeme i da vidime što se slučilo tamo vo Vitlejem, za koje ni soopšti Gospod. Сега за нив ништо друго не беше важно, дури ни стадото. Таму ја најдоа Марија со Јосиф и родениот Исус. Пастирите го прифатија чудото на Исусовото раѓање, дека е зачнат од Светиот Дух и роден преку девица. Што значи, на тој начин Исус го избегна наследниот грев, бидејќи не е роден преку човек, туку преку Светиот Дух. Ако Исус не беше роден од девојка, тој не ќе можеше да биде спасител. Ако тој имаше само еден грев и нему ќе му беше потребен спасител како и на секој друг човек, а сигурно не ќе беше ни твој, ниту мој спасител. Исус не дојде само да лекува болни, да воскреснува мртви, тој првенствено дојде да ги спаси грешните луѓе од гревот кој што има последици вечни. Пастирите ја најдоа славата на Спасителот. Семокниот Бог се отелотвори во немокно бебе. Само Бог од љубов кон луѓето може да направи такво дело. Господ Исус е Богот човек. Пастирите оваа радосна вест ја кажуваат и на другите. Доказ дека некој вистински го сака и го примил Исус е тоа што таквиот човек својата вера ја објавува и раскажува на сите. Ова вест и за нас денес е радосна, бидејќи ангелот рече: ви соопштувам голема радост која ќе биде за сите луѓе. Денес ви се роди Спасител. Што вреди ако Исус е Спасител на целиот свет, а не е твој и мој? Ако Исус е Спасител мој и твој, тогаш дел од оваа слава е и во нашите срца, како што беше и во срцата на пастирите. Пастирите бараа факти и ги најдоа, а луѓето денес не ги бараат фактите за Месијата или за Спасителот, ја пропуштаат можноста да имаат вистински Божик во нивните срца. Значи, да ја прифатиме оваа радосна вест, да ја раскажиме на другите дека навистина Исус се роди заради нас. И за мудреците да се каже нешто. Славата на Господ Исус блеска од самиот почеток. Небото и земјата беа во движење. Ангелите дојдоа и им објавија на пастирите. Една необична звезда беше на небото. Беше во движење, која ги привлече љубопитните мудрици од исток. Го очекуваа овој небесен цар. Текстот вели: мудреци дојдоа. А што е тоа мудрост? Давид во Псалм 11, 10 стих вели: почеток на мудроста е страф од Господ. Мудреците се оние кои по тесниот пат доаѓаат кај Исус и му се поклонуваат. Во текстот ни се зборува и за звездата. Се прашуваме, каква беше таа звезда? Таа беше посебна звезда. Во тоа време најмногу требало да проповедаат книжниците и фарисеите, но тие потфрлија. Сепак Господ ќе употреби други луѓе за да ја објави својата слава. Тие беа мудри и упорни во барањето на Исус. Мудреците беа мудри и во даровите. Нивните дарови ја одбележаа личноста на Исус, односно златото представува цар, темјанот свештеник, кој лично се жртвуваше себе си, и ливанот, тоа е помаст за смртта и воскресението негово. Мудреците беа мудри во мотивите да се поклонат пред царот јудејски. Беа мудри што веруваа во пророштвата. Мудри во враќањето по друг пат, како што им рече Бог. Мудроста на човекот е да се бои од Господ. Мудроста наша ќе биде вредна ако го примиме Исус како наш личен Спасител и Господ, кој се роди за нас пред 2000 години во Витлеем. Но Исус и денес е жив и чека на секој кој сака да го повика. Тој ќе дојде и ќе живее во секое срце кое ќе се отвори за него. Нека му е слава во сите векови што Исус навистина се роди за наше спасение. Амин.